Над 50 експерти од 22 европски земји ќе дискутираат за актуелната состојба во рамки на 23-тиот состанок на постојаната експертска група за болеста африканска чума кај свињите кој се одржува во Охрид. Појавата на оваа болест не само во Европа, туку и во светски рамки нанесе големи штети на свињарството и ги дестабилизираше пазарите за свинско месо. Според првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство, Миланов, засега состојбата во Македонија е стабилна и таа во континуитет се следи. Состојбата кај питомата популација на свињи е стабилна во појавата на првото жариште во Делчевско во јануари 2022 година. Последниот евидентиран случај годинава е од минатиот месец во Пекчевското село Пенчараво, утврден при нелегално отстранување на угината домашна свиња. Годинава евидентирани се 3 жаришта на болеста, кај 2 некомерцијални одлетувалишта и последниот случај во Пекчевско, каде заштитите мерки се уште се на сила. Во 2022 година, кога се појави болеста, беа евидентирани 43 жаришта. Во меѓувреме се работи на подигање на свеста кај сточарите за оваа болест преку соодветно информирање, вели Миланов. Агенцијата за храна и ветеринарство во претходниот период одржа неколку состаноци заедно со ветеринарниот факултет, како и што одгледувачите, сточарите, ветеринарните друштва. Веќе имаме соработка и со Министерството за внатрешни работи за нелегален увоз на животни. Имаме меморандум кој што веќе во следниот период ќе биде подпишан со Министерството за одбрана. На дводневниот состанок ќе учествуваат високи представници на Европската комисија, на Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации, Светската организација за здравствена заштита на животните и реномирани експерти за болеста африканска чума кај свињите и представници од ветеринарните служби.